денешниот дневник на ТВМ ќе гледате. Туристичките центри треба повеќе да работат за пристапен туризам. Зградата во која е сместен касарна хаб нема приклучок на водоводна мрежа. Студентските домови во земјава ги отвараат вратите за сместување. Хепар-центарот од Битола и Охридското здружение ретко е да си реток организираат настан за светскиот ден за борба против хепатитот. Струшката полиција со акција против употреба на огнено оружје на семејни веселби. Со содржините во дневникот започнуваме вообичаено по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид е сончево и топло време со дневни температури вообичаени за овој период од август. Максималната достигна 30 степени Целзиусови во текот на ноќта кон четврток, ведро и топло. Утре на најголем дел од Европа сончево и топло време. Особено топло се очекува да биде во југозападна, западна и централна Европа, а во северозападна и северна локални врнежи од дожд и посвежо време. На Балканскиот полуостров во четврток времето сончево со локална облачност, но топло, максималните дневни температури од 30 до 36 степени Целзиусови. Во Македонија во четврток сончево и топло со слаб североисточен и северозападен ветер. Минималните температури од 12 до 21, максималните дневни од 28 до 37 степени Целзиусови. УВ индексот со вредност 8. Во Охрид во четврток сончево и топло време со слаб североисточен ветер. Утринската температура 17 степени, дневната 30. Во петок сончево и топло со максимални 31 степен Целзиусов, а во сабота сончево и топло време со дневна температура до 31 степен. Во недела не очекува претежно сончево време. Ќе има локална облачност, а попладни услови за локални врнежи од дожд. Максималната дневна температура 29 степени Целзиусов. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Добар ден, прво издание на дневникот на ТВМ телевизија. Туристичките центри мора засилено да работат на пристапен туризам. На лицата со телесен инвалидитет движењето со колички по улиците им е отежнато. Пристапот до вториот кат, високите тротоари, рабниците на пешачките премини се пречка за нив, па поради тоа им е потребна дополнителна помош.
Архитектонските бариери остануваат едни од најгорливите проблеми со кои се соочуваат лицата со телесен инвалидитет. Движењето со колички по улиците им е отежнато. Пристапот до вториот кат, високите тротоари, рабниците на пешачките премини се пречка за нив, па поради тоа неопходна им е дополнителна помош. Иста е состојбата низ сите градови во земјава, но забележително е во туристичките центри, кога инвалидизираните лица одмараат на брегот на Охридското езеро. Од мобилно Скопје велат, изминативе десетина години направени се некои чекори, но тоа е навидум, само на изглед како фасада. За да се влезе во една институција не е потребно само поставување на една рампа, потребни се спуштени шалтери, пристапни тоалети, лифтови, достапни врати. Едноставно, потребна е подобра инфраструктура, но свеста во земјава за жал се уште е ниска. Престапноста е една од најголемите проблеми во нашата држава. Таа е толку комплексна за која што ние говориме, се трудиме, правиме и проекти, барања, се трудиме по секоја цена. Значи, јас говорам многу често кога говорам и пред камерите и на разни места каде што можам тоа да го изнесам. Повторно ќе кажам дека ние како граѓани на светот, нели, како човеково суштество го имаме правото на таа пристапност, да не говорам по меѓународната конвенција која што апсолутно треба да ги има по повелбата тие права. Меѓутоа, тие архитектонските бариери се секогаш производ, повторно ќе речам, на човекот, бидејќи и ние треба да ги бараме и луѓето од другата страна треба да ни ги задоволат. Туристичките центри мора засилено да работат на пристапен туризам. Лицата со инвалидитет се уште се среќаваат со голем број препреки кои дополнително им го отежнуваат секојдневието. Ние тука на ниво на цела Македонија ги поседуваме овие апартмани и доаѓаме тука на одмор, а ако има шанси барем уличкиве некако да ни се направат у тој смисол за да може слободно да се движиме, пошто малце се така, не мислам дека некоја голема инвестиција, мислам дека ќе ни излезе во престрет. Од Сдруженијето Мобилност велат постојано работат на отстранување на физичките бариери и поголема пристапност. Во земјава се проценува дека 10% или околу 200.000 жители се лица со инвалидитет. Зградата во поранешната касарна во која функционира Центарот за паметни идеи Касарна Хаб нема приклучок на водоводна мрежа. Хабот кој спроведува активности веќе 2 месеци за своите потреби обезбедил вода преку привремено решение. Цревото со кое во моментов се снабдува просторот со вода не ги задоволува стандардите и може да се смета дека водата која тече од чешмите во Хабот е техничка, а не обезбедува ниту доволен притисок за проток низ цевките низ целиот објект. Иновативниот хаб е дел од проектот на општина Охрид, Охрид Go, кој се финансира од ИПА-2 програмата ЕУ за општините. Во зградата покрај Касарна Хаб треба да започне со работа и првиот младински центар во Охрид, чие постоење на територија на општината е наложено со закона. Во предстојниот период во зградата треба да започне да функционира и центарот за деца со церебрална парализа. ТВМ побара информација од локалната самоуправа. Зошто Касарна Хаб се снабдува со вода преку импровизиран привремен приклучок? Кога ќе биде регулирано водоснабдувањето на објектот? Од таму ни беше кажано дека нема да одговорат на овие прашања. Останува да видиме кога општината ќе обезбеди еден од основните комунални услови во оваа зграда, која треба да биде место од кое ќе се генерира развој на локалната економија преку иновативни бизниси, место за собирање млади луѓе, грижа за младите и младинските политики и грижа за лицата со посебни потреби. Во Охридскиот државен студентски дом Никола Карев има 242 слободни легла. Во оваа академска година во државните и приватните студентски домови има на располагање вкупно 4834 кревети. Студентите ќе се пријавуваат по електронски пат на конкурсот. Студентските домови ги отвораат вратите за редовните студенти запишани на додипломски студии од прв циклус на јавните и приватните високообразовни установи во земјава. Министерството за образование распиша конкурс за прием на студенти во 11 државни и приватни студентски домови во земјава. Во студиската 2022-2023 година во домовите има на располагање вкупно 4834 легла, од кои
3165 легла се наменети за студентите во прва година, а 3669 легла за сите останати студенти кои ги исполнуваат условите од конкурсот. Студентите ќе се пријавуваат за сместување во домовите по електронски пат на конкурсот. Во Државниот студентски дом Никола Карев од Охрид има 242 слободни легла, 48 легла за студентите во прва година и 194 легла за студентите од втора, третата, четврта, петта година и абсолвенти. Во најголемиот државен студентски дом Гоце Делчев од Скопје за бруцошите има 237 легла, а за студентите од втора, трета, четврта, петта и абсолвентите 949 легла или вкупно 11.186 легла. Распределбата на слободните места во домовите ќе се врши според одредени критериуми. 40% од вкупниот број на расположливи места во домовите се за студенти за кои вкупните приходи во семејството се до нето минимална плата. И тоа за студентите кои се без родители, со посебни потреби, корисници на социјална парична помош и постојана парична помош, деца на самохран родител, на невработени родители и корисници на надоместок по основ на престанок на работен однос од деловни причини. 25% од вкупниот број на расположливи места во домовите се наменети за студенти кои постигнале особено висок успех во учењето. Од вкупниот број расположливи места во студентските домови, 20% се обезбедуваат за студенти кои за прв пат ќе бидат запишани на прв циклус на јавните и приватните универзитети и високообразовни установи во Република Македонија. Хепар центарот Битола во соработка со Сдруженијето за ретки болести Ретко е да си редок од Охрид во петок на 5 август 2022 година на градскиот плоштад во Охрид ќе го одбележат Светскиот ден за борба против хепатитот. Речиси 3000 луѓе во светот секојдневно умираат од хепатитис Б и С, односно еден човек го губи животот од оваа болест на секои 30 секунди. Хепар центарот Битола во соработка со Сдруженијето за ретки болести Ретко е да си редок од Охрид во петок на 5 август 2022 година на градскиот плоштад во Охрид со почеток во 10 часот и 30 минути ќе го одбележи Светскиот ден за борба против хепатит. Тема на годинешниот настан е I can wait, we can wait, Hep can wait, информираат организаторите. Од Хепар центарот апелираат и потсетуваат на времено тестирање и лекување на хепатитис Б, С и Д може да спаси живот. Ако не се лекува хепатитисот, може да доведе до рак на црниот дроб. 90% од луѓето кои живеат со вирусен хепатитис не се ни свесни дека го имаат. Со услугите за хепатитис поблиску до заедницата, повеќе луѓе можат да пристапат до навремено тестирање и лекување. Ризични групи се корисниците на опојни дроги, посебно оние кои се интравенски. Затворениците, луѓе кои посетуваат диализа, хемофиличари, салони за маникир, педикир и убавина, социјално загрозени бездомници, медицинскиот персонал во стоматологија, медицински персонал во останатите гранки, геј популацијата и сексуалните работнички. Оваа година по повод 28 јули, Светскиот ден за борба против хепатитот, Хепар центарот Битола ќе информираат за работата и постигнатите резултати во областа на хепатитисот во нашата земја. Во 2022 година за прв пат се споменува и се става во програма најавениот црнодробен центар, кој беше дел од целите на првата национална декларација за црнодробен карцином во владината програма за малигни болести, посебно во делот за превенција и промоција на црнодробниот центар. Струшката полиција во акција ќе казнува пукање по веселби. Во екот на летото голем број селеници од дијаспората се враќаат во родниот крај и масовно организираат семени веселби. Забележително е неовластено користење оружје, пукотници и огномети. Пукање со пиштоли и пушки е честа појава на свадбените веселби во Струшко. Во екот на летото голем број селеници од дијаспората се враќаат во родниот крај и масовно организираат семејни веселби, свадби, крштевки, сунети, родендени. Најкритично е во струшките села, каде забележително е неовластено користење оружје, пукотници и огномети, со што се нарушува јавниот ред и мир и се загрозува безбедноста на граѓаните. Од Струшката полиција апелираат славениците да се воздржат од вакви активности, најавуваат интензивни контроли на терен за превенција и санкции. Апелираме до сите граѓани кои што
имаат да речем ваква намера да се откажат, да не предизвикуваат опасност по учесниците на семејните веселби, да ги прослават семејните веселби без оружје, а секоја останата пиротехника која што планираат да ја употребат, да ја пријават соодветно во СВР Охрид. И пиротехниката и огнометите задолжително треба да се пријават во полиција. За сите кои не го почитуваат законот, ке следат казни. Појавата на невластено пукање со огнено оружје се третира и преку кривичниот законник, според кој што оние лица кои што вршат вакви нелегални активности предизвикуваат општа опасност и согласно кривичниот законник им казната или казнената одредба изнесува од 1 до 5 години затвор. Пукањето е спротивно на законот за прекршоци, а паричната глоба се движи од 200 до 500 евра. Зависно од последиците, пукањето може да представува и кривично дело за кое е предвидена и казна затвор од 1 до 5 години. Низ годините наназад имало повеќе случаи на повредени славеници од оружје во струшко. Овој петок во 20 часот во галеријата на куќата на Робевци ќе биде отворена изложбата на цртежи насловена Остров на осаменост од тројца автори Мирко Вујсич, Лидија Вујсич и Сашо Блажес. На изложбата ќе бидат изложени околу 40 на дела изработени во различни цртачки техники и медиуми. Изложбата Остров на осаменост се зема за задача да ја отвори креативната лабораторија на цртежот, кој неретко од страна на современите текови во уметноста е сметан за конзервативен медиум, резистентен на иновативните идеи и екстензии, анализирајќи ја границата меѓу реалноста и фикцијата, границата која се искусува во самите нас денес. Земајќи го цртежот како концептуален базичен инструмент за истражување во непознати зони и редефинирање на еден визуелен универзум, изложбата просторно отсликува состојба на контрасти меѓу ред и неред, несигурност и смиреност, мир и немир. Учесниците репрезентираат една посебна дирекција во поглед на визуелната креација, секој од нив држејќи ги под притисок границите меѓу видливото и невидливото, цртеж сцена, цртеж печат, цртеж релјеф, цртеж колаж, варијации со кои се поместени границите на една нова реалност. Сашо Блажевски или Блажес, како што се подпишува во творештвото, дипломирал и магистрирал на Универзитетот за ликовни уметности во Букуреш, Романија, како еден од најдобрите студенти на графичкиот одсек. Неговиот интерес во уметноста е насочен кон графиката, сликарството, фотографијата, музиката и кураторството. Досега самостојно има изложувано во Берлин, Букурешт, Венеција, Њујорк, Темишвар, Сараево и во родниот Охрид. Лидија Вујсич е родена во Скопје. Во средно уметничко училиште одсек графички дизајн завршила во Ниш во 1976, а дипломирала на Факултетот за ликовни уметности во Скопје во 85-та година. Професори во училиште за дизајн и ликовна уметност Лазар Личеновски од 86-та година. Мирко Вујсич е роден во 1957 година. Училиште за применета уметност завршил во Скопје на одделот за графика. Во 1998 магистрирал на Факултетот за ликовни уметности во Белград, а предава како редовен професор на Факултетот за ликовни уметности во Скопје. Во продолжение вестите од светот. Мора да биде недвосмислено јасно дека Соединетите Американски држави нема да го напуштат Тајван, изјави денеска претседателката на представничкиот дом на Американскиот конгрес Ненси Пелоси на заедничка пресконференција со претседателката на Тајван Цај Инг-вен, со која се сретна во Тајпеј. Нашата делегација дојде во Тајван за да стави до знаење дека нема да се откажеме од нашата посветеност на Тајван и горди сме на нашето трајно пријателство. Сега повеќе од кога било американската солидарност со Тајван е клучна. Тоа е порака што ја носиме овде денес, рече Пелоси. Посетата на Пелоси на Тајван најде на жестоки критики од Кина, која започна со војни вежби и побара објаснување од американскиот амбасадор во земјата. Кина оцени дека посетата на Пелоси на Тајван е закана за мирот и стабилноста во тајванскиот теснец и најави прекин на увозот на неколку земјоделски производи од Тајван. Данската биотехнолошка компанија Bavarian Nordic соопшти дека Европската комисија дозволила нејзината вакцина Imvanex да се пласира на пазарот како заштита од мајмунски сипаници, што е пак препорака од Европската агенција за лекови. Одобрението пристигнува само еден ден откако Светската здравствена организација објави предупредување на високо ниво во кое епидемијата на мајмунски сипаници брзо се шири и е прогласена во глобална здравствена вонредна ситуација. Вакцината Imvanex е единствена која добила дозвола за превенција на мајмунски сипаници во САД и Канада. Досега во Европската унија беше одобрена само за лекување на големите сипаници.
2 лица се пронајдени мртви сред огромниот шумски пожар што ја зафати Северна Калифорнија, кој принуди илјадници да ги напуштат своите домови, објави BBC. Телата на загинатите биле пронајдени во автомобил на патеката кон нивниот имот зафатен во пожарот. Пожарот Мекини изгоре повеќе од 52.000 хектари, што го прави најголемиот во Калифорнија оваа година. Идентитетот на двете загинати лица не се соопштува додека не бидат известени нивните семејства. Околу 650 пожарникари се борат да го локализираат пожарот, велат властите, но со мал успех. Повеќе од 2000 жители на областа околу националната шума Кламат се принудени да ги евакуираат своите домови. Спасувачките екипи им помагаат на планинарите кои биле на патеките на националниот парк. 16 лица загинаа во сообраќајна несреќа во Лагос, Нигерија. Државниот координатор на Националната организација за безбедност на патиштата изјави дека патнички автобус и камион се судриле на експресниот пат Аларо Епе во Лагос. По несреќата избувнал пожар во кој загинале 16 лица. Повредени се голем број луѓе. Меѓу повредените има такви кои се во тешка состојба. До несреќата дошло поради пребрзо возење на возачот на камионот. Ова е се во првиот дневник. Ви благодарам за довербата. Пријатно.